Јас одамна не верувам во случајности. Невозможно е да го објаснам моето интимно чувство дека сето постоење во универзумот е сплет од програмирани настани. Најблизу до тоа објаснување одат истражувањата на феноменот наречен синхроницитет. Нешто што е толку интересно и фасцинантно што заслужува посебно истражување и посебно видео. Тој синхроницитет најлесно можеме да си го објасниме како невидлива рака која не води низ животот, а за чии што намери добиваме сознание дури кога оформуваме поширока слика за одредени настани. Верувам, многумина од вас си имаат речено: ако не ми се случеше ова мала незгода во минатото, немаше да бидам во состојба да го остварам убавото нешто во сегашност. Баш како невидлива рака која води едно мало дете. И ако синхроницитетот е нешто што е одговорно за рамнотежата во универзумот на сите планови, како физички така и духовен, морам да кажам дека е повеќе од очигледно дека има исто така скриена сила која дава насока на настаните кои се случуваат овде на овој материјален свет, на оваа планета, во нашите земји, па ако сакате и во нашите општини и соседства. Запрепастувачко е до кој степен ништо не е препуштено на случајности. Доволно е да се погледне внимателно и одблизу да се забележат деталите, или во одредени случаи од подалеку, за да може да се види од перспектива големата слика. И тука почнуваат истите тие детали да се испреплетуваат во видлив образец по кој функционира механиката на реалност. И за да не бидат ова само празни зборови, во ова видео ќе се позанимаваме со еден конкретен пример. Живееме во една од најкритичните децении на векот, од која ете измина и втората година. Во оваа фаза од развојот на настаните можам само да ве упатам на будност, внимателност и свесност. За остатокот немам инсайдерски информации со кои би ве предупредил на настаните кои следат. Не. Ако ги имав, веројатно ќе бев во круговите кои владеат. А јас сум овде, еден од вас. И анализите што ви ги изнесувам се токму благодарение на препознатиот образец по кој се обликувало нашето општество во минатото. А убеден сум дека по образецот на оваа деценија ќе биде обликуван целиот 21 век. Денес, образецот е се уште ист, само технологијата е различна. Затоа, ајде да ги видиме отпечатоците што таа невидлива рака ги остава додека го моделира нашето општество. Духот на оваа деценија беше символично пуштен од шишето толкму на крајот на претходната, во декември 2019 година. На инцидентот во Вухан денес, на почетокот на 2022 година, никој не се сеќава. На сличен начин на кој беа заборавени Сараевскиот атентат и Гаврило Принцип, во годините кога се разгоре Првата светска војна. Поводот секогаш е нешто минорно, нешто незначајно и лесно за заборавање. Исто како и инцидентот во Вухан, кој почна и се заврши за неколку дена. Никогаш не ја опфати цела Кина и денес, во моментот на правење на ова видео, Кина има помал број за 2 години, отколку Италија во еден ден. Инцидентот во Вухан беше увертира, музички кажано, или вовед како во едно книжевно дело. Сега веќе по 2 години сме длабоко влезени во заплетот на приказната чија што кулминација ќе биде околу 2030 година. Додека за расплетот и трајните последици ќе зборуваме во четвртата деценија од овој век. И ништо од ова нема врска со биологија, медицина или вируси. Ако се погледнат најдраматичните настани во последните 100 години, секогаш настанот кој представувал иницијална каписла за кризната деценија што следи, се случувал во последната година на претходната деценија, односно во годината што завршува со бројот 9. Тоа е веројатно за да имаат појасен преглед во програмираната реалност светските планери кои седат на режисерското столче, а во раце го држат сценариото кој ја представува однапред напишаната историја на овој свет. Зошто велам дека 9-та година е последно од деценијата, а не годината што завршува со нула? Од проста и едноставна причина, заради мистеријата на нултата година. Од секогаш ми бил интересен концептот на годините.
особено нивното броење во нашата ера земено од раѓањето на Исус Христос па навака, и уште по-парадоксалното броење наназад што се однесува на годините пред нашата ера. Моето незнаење ме тераше да се прашувам која година пред нашата ера е земена започетна, па по неја да се брои наназад. 3000 години пред нашата ера, 4000 години пред нашата ера, ништо од тоа. Овој концепт е прилично нов и дебатата дали имало нулта година се води до ден денешен. Додека во антиката вообичаен начин на броење на годините било во однос на годината на устоличувањето на владетелите. Денес, со оглед дека го имаме заедничкиот календар и сметање на времето, можеме да кажеме дека тоа е една од основните одлики на концептот на глобализацијата. Абстрахирајќи го фактот по кој се разграничуваат ерите, односно раѓањето на Христос, според мене, ваквиот концепт единствено има смисла со постоењето на нултата година. Спротивно од повеќето тврдење дека Христос е роден во првата година од новата ера, додека претходната година била последната година од старата ера, односно првата година пред нашата ера. Еве пример. 2000-та година е пример за нулта година. Со неја започна 21-виот век. И за разлика од возраста на нас луѓето, каде први не одживуваме возраст од една година, а дури потоа ја заокружуваме бројката, возраста на светот ја мериме така што ја запишуваме годината, а истата се исполнува во наредните 12 месеци. Така првата деценија од овој век и милениум започна на 1 јануари 2000 година, а се наврши на 31 декември 2009 година. Бројки годините, сваќаме дека се токму 10. Така што, заживее нултата година. Знаејќи го ова, сваќаме дека и 2020 година беше нулта година. Година во која јас лично доживував еден временски парадокс. Односно имав чувство како одминувањето на времето да има забавено. Оваа година знаеме дека со себе го донесе она што веќе е општо прифатено како ново нормално. И како што реков, ја започна деценијата која ќе го дефинира векот што е пред нас. Пред да сумирам кои се промените што оваа деценија трајно ќе ги донесе на сцена, ајде првин да видиме дали образецот се повторува во минатото, односно во последните 100 години. 1919 година. Версајски мировен договор, по кој се прави првиот обид за формирање светска влада, односно друштвото на народите, и интересно во деценијата што следи слободата за движење бива ограничена со документот на кој денес толку многу сме навикнати, наречен пасош. 1929 година. Големата депресија која не само што ги погоди САД, туку и целиот свет, а најповеќе кревката Вајмарска република, односно Германија. Оваа година што завршува со 9 беше вовед во деценијата која на сцена го устоличи нацифашизмот во Европа. 1939 година. Германија и Советскиот сојуз ја напаѓаат Полска. Франција и Британија објавуваат војна на Германија и ова ја отпочна она верижна реакција која денес ја знаеме како Втора светска војна. Ова на сцена го донесе подобрениот модел на светска влада, наречена Организација на Обединетите нации, со сите нејзини пропратни подорганизации. Во склоп на истото глобализирање на светот беше потпишан договорот од Бретон Вудс во 1944 година, кој го наметна доларот како светска резервна валута и создаде организација од типот на Светска банка и Меѓународен монетарен фонд. 1989 година. Пад на Берлинскиот зид. Настан кој обичниот човек и на исток и на запад го види како вовед во ослободување од комунизмот. А всушност добивме фузирање на двата система во дистопискиот хибрид кој го живееме денес. Овој хибрид се состои во тоа што на исток се прошири безпоштедниот капитализам во економска смисла, додека на запад се прошири безпоштедниот комунизам во општествена смисла. 2019 година. Инцидентот во Вухан, настан кој светот го воведе во тековната деценија во која гледаме дека под изговорот на само еден од милионите вируси на планетава, светот се трансформира во место кое треба да наликува на Чернобил. Таа трансформација во својата суштина има само еден збор – контрола.
Контролата е потребна за да се максимизира процесот на експлоатација на планетава, вклучително и експлоатацијата на човечкиот ресурс. Така во деценијава што е во тек, повторно, под баналниот изговор на нешто смртоносно и невидливо, ќе го добиеме следново. Контрола и ограничување на движењето. Доволно е да погледнете на корицата на вашите пасоши и да прочитате јасно дека е електронски уред, заедно со сите останати документи, лична карта, возачка дозвола и сега најновите здравствени сертификати. Контрола на монетарната слобода преку комплетно исфрлање на готовината од оптек. Нели, валкана и на неа има инфективни агенси. Преку ова, сета енергија која сме вложиле преку работа и представува куповна моќ ќе ни биде насочена само кон добра и услуги одобрени од системот. Контрола на енергетската слобода преку криминализација на сите форми на условно речено нечиста енергија и принуда на зависност од скапа и рестриктивно достапна енергија. Контрола на слободната мисла и слободата на говор. Тоа е веќе наголимо присутно насекаде по интернетот, кој веќе не е слободен простор како што го замислувавме пред само 10 години. Контрола на нутриционистички навики со наметнување на корпорацијските во наводници проверени производи. Тој тренд денес го гледаме во производите без лактоза, без шекер, без глутен, без масти. Догматизација на науката, при што не само што нема да може да се преиспитуваат научните достигнувања, туку и ќе биде казниво да се зборува за било што алтернативно. Еден вид научна инквизиција. Технократизација во политиката, каде процесот на гласање ќе биде само технолошка формалност проведена на интернет, додека изборот на владеачката елита ќе биде невозможно да се контролира директно, заради криптичната природа на алгоритмите со кои ќе се спроведува тој процес. Знам дека можеби звучи песимистички. Знам дека создава мачнина во стомакот и знам дека во добар дел сме немокни да смениме било што од горе набројаното. Но како што вели да мој пријател, има нешто повеќе од детерминизмот. Нешто необјаснливо во непредвидливата природа на универзумот, кој може да ја помати агендата на светските планери. Со вера во оваа можност, се надевам дека наредната нулта година, наместо нов мрачен среден век, ќе биде нова ренесанса. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секое добро.